Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Во работна посета на општина Кочани престојуваше министерот без ресор Самка Ибраимовски. При тоа со градоначалникот Илиев разговарале за планираните средства наменети за решавање на проблемите на ромската заедница. Од локалната самоуправа на Кочани информираат дека министерот без ресор во владата на Република Македонија Самка Ибраимовски во текот на денот ја посетил општината, при што остварил средба со градоначалникот Николчо Илиев. Било разговарано за финансиските средства што можат да се наменат за решавање на проблемите на ромската заедница. Главно вниманието било насочено кон инфраструктурните прашања, како и за домувањето на ромските семејства. Градоначалникот Илиев истакнал дека општината е подготвена да соработува за реализација на сите проекти, потсетувајќи на потребите за асфалтирање улици во ромското маало и изградба на канализацијски и водоводни краци. Исто така, било разговарано и за можноста за решавање на проблемот со населувањето на старата касарна, која со децении му тежи на Кочани. Според Илиев, општината покажала подготвеност да изработи проект, да најде локација и да подготви фундамент за монтажни бараки за домување на ромите. Министерот Ибраимовски пак ветил дека за решавање на ова прашање во текот на идната година ќе се обезбедуваат пари од донации. На работната средба, градоначалникот Илиев ја истакнал и потребата од менување на некои навики и однесувања во ромската заедница, кои ја отежнуваат реализацијата на инфраструктурните проекти во Кочани. Локалната самоуправа на Кочани и идната година финансиски ќе ги поддржува спортските активности за кои постои законска можност тоа да го прави. За што подобро планирање на буџетските средства за оваа намена, во вторник ќе организира јавна трибина со граѓаните. Општина Кочани ќе организира јавна трибина со граѓаните, за да ги слушне нивните мислења и предлози околу планирањето на буџетските средства што треба да се одделат за спортски активности во 2018 година. Веќе е упатен повик за учество до сите заинтересирани спортски клубови, здруженија и поединци, од кои се очекува да кажат како најдобро да се распоредат парите за да се постигнат подобри ефекти од поддршката што ја обезбедува локалната самоуправа. На трибината ќе се разгледува предлогот за утврдување критериуми за распределба на средствата од програмата за спорт на општина Кочани за 2018, а ќе се образложат и приоритетите во оваа област. Потоа се очекува дискусија со присутните за финансирање на спортот во наредниот 12-месечен период. Јавната расправа е од отворен тип и на неа може да присуствува секој граѓанин на Кочани што сака да земе непосредно учество во одлучувањето за работи од јавен интерес од локално значење и што се во надлежност на општината. Трибината е закажана за вторник со почеток од 18 часот и 30 минути во салата на Советот на општина Кочани. Според Законот за локална самоуправа и надлежностите што ги има општината, таа треба да обезбеди услови за развој на рекреативниот и масовниот спорт, да организира и да помага спортски пригодни активности и манифестации што се од значење за локалната самоуправа и да ги одржува спортските сали, терените и рекреативните игралишта. Инаку, според усвоениот буџет за минатата година, во расходната ставка за спорт и рекреација беше предвидено да се потрошат 1.850.000 денари, што практично беше на исто ниво како и една година пред тоа. Вообичаено, 2/3 од парите се наменуваат за субвенции и трансфери кон спортските здруженија, а остатокот се троши за одржување на терените за спорт и рекреација. Во тек е постапката за набавка на огревно дрво и нафта за затоплување на просториите во Средното општинско училиште Гошо Викентиев, за што ќе се потрошат околу 25.000 евра. Јавниот тендер за обезбедување на енергенсите е објавен по втор пат, откако првата постапка во октомври беше поништена од Државната комисија за жалби. Средното општинско училиште Гошо Викентиев се уште ги нема обезбедено планираните количини огревно дрво и нафта за затоплување, откако пропадна првата постапка за јавна набавка што траеше до почетокот на октомври. Државната комисија за жалби ја поништила набавката на огревно дрво, поради што училиштето е принудено да ја повтори, а се направени и мали измени во количините што се бараат. Сега, наместо првичните 174, ќе се набавуваат 170 метри кубно буково дрво од прва или втора класа, а за што од наменската сметка на училиштето е планирано да се потрошат 500.000 денари. Испораката на огревот ќе се изврши по склучувањето на договорот, сукцесивно според потребите на нарачателот,
а во договорената сума влегуваат и трошоците за утовар, транспорт и истовар, без давачките за данок на додадена вредност. Кај повторениот јавен повик за нафта за затоплување, освен количината, намалена е и сумата што е предвидена да се потроши за набавката. Во однос на првиот тендер, кога беа планирани да се набават 35.000 литри, за што требаше да се потрошат 1.200.000 денари. Во вториот, количината изнесува 32.000 литри, за што е планирано да се платат околу 200.000 денари помалку. Слично како и кај огревното дрво и кај овој енергенс, испораката ќе се прави сукцесивно според потребите на училиштето. Рокот за прибирање понуди на двата повторени јавни тендери трае до 16 ноември, кога ќе се одржи и електронската аукција. Семејство од Виница со години не може да го оствари правото за надомест за туѓа нега, иако живее со жена која е сериозно болна и тешко подвижна. И покрај позитивните мислења на лекарите кои ги направиле потребните испитувања, Комисијата од Центарот за социјална работа го одбила барањето за исплата на надоместокот со оценка дека состојбата со жената може да се подобри. Канал 8 сторија. 80-годишната Јелица Здравкова од Виница е тешко болна, неподвижна и не може сама да ги извршува основните животни потреби. Повеќе од 2 години лежи в кревет, а за неа се грижи синот Венко, кој заради немокината мајка се вратил од странство. Во меѓувреме поднел барање за надоместок за туѓа нега, но 2 пати е одбиен, иако здравствената состојба на жената, која е диабетичар, се влошува. Жената е катастрофа, значи слепа 100%, мозочен удар претрпено, склерозна и се на еден куп. Бев во Канада, канадски државјанин и комшии се грижија за мајка ми и по неколку телефонски разговори напуштив Канада и дојдов да се грижам за мајка ми. Тоа е некаде пред 5 години. 2-3 години се грижев за неа и муабет со комши, пријатели, викат, абе, поднеси за туѓа нега и така се грижиш барем да дават по некоја пара помош. И така, поднесов, ама ништо. Првото барање до комисијата било одбиено, па по жалбата до Министерството за труд и социјална политика, Здравков морал дополнително да обезбедува лекарски докази дека неговата мајка е тешко болна и треба да добива надоместок за туѓа нега. Па се оди на комисија составена од 3 доктори во Штип, ја носев мајка ми таму и рекол дека фали уште магнетна томографија, не знам што. Закажав во Велес, ја носев со кола натаму наваму, го обезбедив и тој документ и пак ништо. Што велат од комисијата? Која е причината зашто не било? Па не знам, не ни кажаа причина, само напишаа дека можно е подобрување. Мајка ми се подобрила, не знам. Конзилијарното мислење на лекарите е од здравствената состојба на жената е тешка, а незиното семејство треба да добива надоместок за туѓа нега, што надлежната комисија не го прифатила. Иако сумата што би ја добил од државата нема да ги покрие трошоците за грижата околу болната мајка, Здравков вели дека треба да се преиспита работата на комисијата и да се почитуваат законските одредби и воспоставените принципи. Младинска кампања за говор на почитување наспроти говор на омраза реализира Гешталт центар Младен Костик Аспекти Скопје, подржана од Цивика Мобилитас на тема Сподели почит, стоп омраза. Акцијата се спроведува со цел промовирање на позитивните вредности, вклучување на млади лица кои ќе развиваат свесност дека говорот на почитување не знае за граници, разлики и возрасти. Трибините се одржуваат во 12 градови низ Републикава, меѓу кои и во Кочани. Трибина за млади на тема Говор на почитување наспроти говор на омраза се одржа во Средното општинско училиште Лјупча Сантов Кочани. Оваа трибина е трета поред од циклусот на трибини кои треба да се одржат во 12 градови во Република Македонија. На трибината зедоа учество 52 млади лица од средните училишта во Кочани и Виница, како и активисти од Црвениот крст во Кочани и Виница. На трибината младите беа запознаени со младинската кампања Стоп омраза, сподели почит, која ја спроведува Гешталт центар Младен Костик Аспекти од Скопје во соработка со Црвен крст на Република Македонија, младински совети и други невладини организации, а финансирана од страна на Цивика Мобилитас.
Целта на оваа кампања е да се развие медиумска пред се кампања во која што ќе ја зголемиме свесноста дека говорот на омраза дискриминира, дека говорот на омраза раздвојува и е основа за јавување на одредена социјална криза. Наспроти тоа, говорот на почитување е говор кој што ги промовира хуманите вредности на личноста, говор кој што овозможува развој и кој што ни дава ментално и физичко здравје на личноста. Она што е битно и што значајно со оваа кампања сакаме да промовираме хумани вредности и сакаме да ја зголемиме свесноста кај младите дека позитивните вредности се основа за развој не само на една индивидуа, туку основа за развој на едно здраво општество. На трибината младите имаа можност да дискутираат за користењето и последиците на говорот на омраза, за неговото негативно влијание не само врз младите, туку и врз целокупното општествено живење. Меѓу другото дискутираа и за позитивното влијание на говорот на почитување, за неговото влијание врз младата личност, како и за начинот на изразување. Свесни дека се наоѓаат во време во кое владее криза на вредносниот систем и со проблеми поврзани со говор на омраза и непочитување, со кои секојдневно се соочуваат, сепак младите покажаа спремност да се вклучат во активностите на оваа младинска кампања и да бидат активни градители на позитивните вредности во средината во која живеат. Традиционална хуманитарна оризова вечер организира Ротари клубот Кочани Виница во петок на 10 ноември во Еврохотел Градче со почеток во 20:30 часот. Собраните средства ќе бидат наменети за хортикултурно уредување на основното училиште Свети Кирил и Методи, а воедно преку забавата ќе биде промовирано и кочанското бело злато оризот. Ротари клубот Кочани Виница продолжува со своите хуманитарни активности. Во организација на членовите на Ротари клубот во петок на 10 ноември со почеток во 20:30 часот во Еврохотел Градче во Кочани ќе се одржи третата поред традиционална хуманитарна оризова вечер 2017. Собраните средства од хуманитарната вечер ќе бидат наменети за хортикултурно уредување на основното училиште Свети Кирил и Методи во Кочани. Еден од главните приоритети на ротаријанството е унапредување на образованието и описменувањето. За таа цел, утрешната хуманитарна оризова вечер која организира Ротари клубот Кочани Виница е со цел да се соберат средства кои ќе бидат наменети токму во образованието, во овој случај во основното училиште Свети Кирил и Методи за хортикултурно уредување на просторот кој се наоѓа позади мене. Со тоа би добиле учениците кои гравитираат баш токму околу оваа градина едно пријатно и урбано катче, каде за време на одморите би се дружиле, би се запознавале поубаво, потоа би може да одржуваат и часови на отворено. Во проектот е зацртано, тоа е се испланирано, да има пешачка патека со бекатон плочки, потоа ќе бидат поставени клупи, ќе бидат поставени корпи за отпадоци, ќе бидат поставени канделабри нормално за осветлување во вечерните часови. Во централниот дел на пациото би било поставено зеленило збогатено со зимзелени дрвца, кои што ќе му дадат една посебна димензија на овој простор. Освен забава и дружење и хуманитарната цел, на вечерта ќе биде промовирано и кочанското бело злато оризот. Котизацијата за членовите на Ротари клубот изнесува 1000 денари, а за Ротаракт 600 денари. На вечерта се очекува присуство на гости од Бугарија и Србија. За првите 4 дена од отворањето на 12-тиот поред саем на книгата во Кочани, посетеноста е на задоволително ниво, што значи дека кочанци сакаат да читаат и да другаруваат со книгата, велат представниците на издавачките куќи што излагаат своји книги. Годинава на саемот учествуваат 15 издавачки куќи, а истиот ќе трае до 11 ноември. Голема заинтересираност покажале граѓаните на Кочани за купување книги. Посетеноста на 12-тиот поред саем на книгата во Кочани за првите 4 дена од отворањето е голем, а од училиштата се организираат и групни посети на ученици, велат од библиотеката Искра и представниците на издавачките куќи задолжени на штандовите. На нашиот штанд имаме повеќе психолошки книги за љубовта, за животот, исто имаме и романи. Цените се пристапни и саемски.
Имаме и некое намалување од 20, од 10%. Најефтината книга ни од 150 денари до 450 денари се движат. Посетеноста сега задоволителна. Кочанчани сакаат да читаат книги, заинтересирани се. Така да, нека повелат сите кои што се заинтересирани за убави книги до сабота од 10 до 18 часа сме тука. Ние оваа година сме прв пат овде на сајмот во Окочани. Се надеваме дека ќе обстојуваме и наредните години. Претежно нудиме, како што можете да видите, детска литература, значи во вид на боенки, едукативни материјали за дечиња, за предшколска, како и за школска возраст. Така да ги замолуваме сите дечиња и ги покануваме да дојдат и да го посетат нашиот штанд. Како оди продажбата во овие 2 дена од почетокот на сајмот? Па имаме претежно многу дечиња од различна возраст. Доста е посетен сајмот во Окочани за овие 2 дена. Се надеваме дека и во наредните денови ќе го имаме истото. Добро, од колку до колку се движат цените? Па цените, како што може да видите, овде се различни на нашиот штанд, се движат од 30 денари за супер смешка и имаме цени од 100-120 денари па се до 580 денари. На сајмот на книгата во Окочани годинава издавачките куќи нудат 1460 наслови или вкупно 5091 книга. На оваа традиционална манифестација што се организира по 12 пат, представени се најновите и најпродаваните книжевни изданија за деца и возрастни, енциклопедии, лектирни изданија, белетристика и мал број книги и стручна литература. Истиот ќе биде отворен до 11 ноември, а љубителите на книгата можат да го посетат секој ден во периодот од 10 до 18 часот. Започна со работа градскиот пензионерски клуб. Истиот е сместен во управната зграда на Сдруженијето на пензионерите на Кочани. Ово е трети пензионерски клуб во Кочани по оние кај Колор и Текешински лозја. По пауза од неколку месеци кои беа потребни за целосно реновирање на градскиот пензионерски клуб сместен во управната зграда на Сдруженијето на пензионери на Кочани, деновиве започна со работа овој клуб, кој е место на престој на голем број пензионери од централното градско подрачје на Кочани. Лоциран во центарот на градот, каде што и посетеноста е најголема во текот на денот, клубот ги добие сите потребни елементи на место за пријатен престој на пензионерите. Имено, клубот кој што е еден од најпосетените во градот се наоѓаше во мошно лоша состојба. Со одлука на извршниот одбор на Сдруженијето на пензионери на Кочани се пристапи кон негово целосно реновирање и оспособување за непречен престој на пензионерите во текот на денот. Реновираниот пензионерски клуб располага со 100 метри квадратни корисна површина, во која се инвестирани 320.000 денари сопствени средства. Клубот располага со модерна сала, со столови и маси и потребни реквизити за разонода на пензионерите, како и санитарен чвор, истакна Ѓорѓе Серафимов, претседател на Кочанското пензионерско здружение. Клубот е еден од трите пензионерски клуба во Кочани, покрај оние во Колор и Текешински лозја и ќе работи од 10 до 17 часот секој работен ден. Инаку во состав на Сдруженијето на пензионери Кочани работат уште 4 пензионерски клубови и тоа во Оризари, Зрновци, Тркање и Облешево, со што се опфатени и пензионерите од општините Зрновци и Чешиново Облешево. Писмено известување пристигна од кабинетот на градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев, со која ја информира јавноста дека тој и општина Кочани немаат легитимитет да ја примат оставката на управниот одбор на фудбалскиот клуб Осогово, бидејќи не се основачи на клубот. Во врска со информацијата за поднесената оставка на управниот одбор на градскиот фудбалски клуб Осогово до градоначалникот, ја известуваме јавноста дека институцијата градоначалник нема легитимитет да ја прими оставката, бидејќи не учествува во телата на фудбалскиот клуб. Општината и градоначалникот не се основачи на Осогово, па нелогично е да се инволвираат во одлуки и дејства на граѓански здруженија. Поддршката за смирување на тензиите на двете спротивставени страни беше во име на добра волја на градоначалникот за средување на состојбите во овој спортски колектив. Понатаму, спротивставените страни ќе мораат сами да ги средат состојбите и да го доведат клубот на здрави нозе.
Општината и градоначалникот ќе го поддржат секое решение што ќе придонесе за успешно завршување на полусезоната и за добри натамошни резултати, се вели во писменото известување од кабинетот на градоначалникот Илиев. Почитувани, со временската прогноза ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.